Јас сум Тодор Кулаков, собственик на фабриката Јадран Готино Фудс од Неготино. И темата на денешната пресконференција е прислушкување во економијата и разорните криминални ефекти од тоа. Нели многу чуден наслов кога станува збор за фабрика и за бизнис. Пред 10 години, кога почнував најголемата инвестиција целиот овој период у нашиот град, не можев да претпоставам дека ќе се најдам и на ова столче и со оваа тема. Целта на пресконференцијата е, како кажав, да прикажеме за процесот на прислушување во економијата, односно сакам да подлечам како многу логична линија, ако некој прислушкувал за политички цели, логично е исто да го направи и за економски цели. Оттаму и се и огромни и разорни ефекти кои се произлезени од тоа. И зошто ако гледаме на економијата низ призма на национални интереси, што е логички, сметаме дека до толку и се поголеми штетите. Бидејќи се работи за над 50 фирми кои што се на ваков начин оштетени и цел на превземање. Уште една работа со цел на видот на разговорите и прашањата од телефонските контакти со медиумите од страна на која се закажува ова пресконференција, ми пренесува дека пројавуваат прашања кои сте вие, плави ли сте, црвени ли сте, портокалови ли сте, какви сте, за кои сте. Значи, ние сме дел од бизнис заедницата, се декларираме по тој основ и целосно сме како компанија извозно ориентирани и од првиот ден носиме девизи за земја. Оттаму не сме по никој основ обоени, ами сме за здрава деловна атмосфера и обоени во тој смисол. Од сам старт сакам да потенцирам дека уште кога решив да излезам во јавноста со оваа тема, ќе ја третирам на единствен можен начин, а ова е проблем колективен и огромни се, како што кажав, разорните ефекти во економијата, со преку 50 фирми кои упропастени, превземани, заедно ако се собере стотици милиони евра криминал. И не само во неа, проблемот е заеднички на сите нас и сметам дека е до толку поголем од било кои партиски интереси и од таму го сметам за надпартиска тема од највисок интерес. А само и со овој пристап може да се реши овој проблем. Без да го споредувам со политичките процеси, бидејќи, како и кажав, со пристап за здрав развивање на здрав бизнис сектор, сакам да се отргнам токму од нив и да кажам дека кога почнаа да се поднесуваат кривични пријави за прислушување, тоа беше еден вид подстрек за нас и ние да поднесеме, посебно за оваа тема кривична пријава, со оглед на тоа што ние се соочивме со овој удар и прислушување и поминавме ни сето ова летото 2013 и многу одамна увидовме и знаеме кој и зошто нас не прислушувал и како за нас, така за сите тие 50 фирми, бидејќи самите тие со цел да ни направат што е можно поголем притисок, ни се представува што се можат и како не прислушкуваат. Така што во нашиот случај фактички имаме и доказ и признание директно од прислушувачите и ова го сметав за многу значајно да го поделам со јавноста, а се разбира дека е преточено кривична пријава во сите надлежни институции. Па во склоп на веќе тогаш, како што реков, поднесената кривична пријава, односно и распит по истата, уште 2013 и за уште еден куп други огромни, навистина огромни криминали, наведено е и прислушувањето. Се разбира, како и секој од нас, сега многу ме интересира како ќе резултира истрагата и да видиме како фактички е споено со политичкиот дел.
Значи се работи за огромна неформална тајкунска криминална организација, кај нас во Македонија, која што е фактички копија на многу вакви тајкунски криминални организации во регионот, Русија, Турција. И да напоменам како тие земји влегуваат, или дел од нив влегуваа во Европска Унија, ваквите тајкунски организации предходно најбуквално беа разбивани. Значи, како и сегде кај што набројав, така и кај нас се работи за состав на оваа тајкунска криминална организација, составена од тајкуните, спонзори на се и се што, а исто така е составена и од врвни банкари, судии, ревизори, извршители, адвокати, нотари, луѓе од безбедносни структури, луѓе од агенции за обезбедување, од најкрупни до најситни бизнисмени, од најкрупни до најситни криминалци, како и неизбежно политичари, ќе си земам за слобода, слуги на оваа, да кажам, слуги на оваа тајкунска криминална организација. Доаѓаме до делот, фактички, каде што директно правиме откривање на дополнителната димензија на оваа афера со прислушување, што се однесува на огромните негативни ефекти во економијата, се разбира криминално. Преку прислушувањето во економијата и преку прислушувањето на фирмите резултира со осознавање на тековното работење, осознавање на сите планови на фирмите, осознавање на сите процеси во фирмите, на деловните партнери. Фактички преку прислушувањето се влегува до осознавање на последната пора на компаниите и последен детал на функционирање на компанијата. Врз основа на тоа следува според овој тајкунски систем фаза на обезвреднување на компаниите, по тој основ со вешто блокирање на активностите на фирмите, што финишира и преку блокирање на финансиските активности со помош на банките или банкарите од оваа тајкунска организација и мрежа. На крајот резултира со неколкукратно обезвреднување на компаниите и на таков начин и со прислушувањето како дополнително се има и контрола у секоја фаза од овој процес на превземање на фирми. И доаѓа, се разбира, последната фаза на поставување на контрола врз фирмата и превземање на фирмата, дали преку фирми ускриена собственост на тие тајкуни или преку сателитски нивни фирми. И така се превземани во Македонија над 50 на фабрики и бизниси за неколкукратно помала вредност од реалната, што е фактички и целта на овој огромен криминал и ефектуира во криминал од неколку стотини милиони евра. Ќе повторам дека ние стануваме свесни дека сме дел од сето тоа и прислушкување и сите овие фази кои ги набројав. И тоа е еден долг период, кога исклучиво благодарение на тоа што самите, како што реков, се представува преку од нив назначен преговарач, ни доставија недвосмислени и напросто соборувачки факти дека не прислушкуваат силно поентирајќи, дека сите разговори по мобилен не ги знаат, по тој основ и во детал актуелната тешка состојба тогашна не ја знаат, сите планови и се друго веќе ни знаат. Како и дека ако треба, скроз ќе ни блокираат, што и се случи, укажувајќи ни бомби, како овие слични што се сега во политиката, така ни укажуваа фрагменти од нашите меѓусебни разговори по мобилен, со специфични детали, од кои некои стручни и уште повеќе, во нивната самоувереност и сигурност, дури и ни кажаа и како и ни докажаа како можат да ја контролираат, дури и да влијаат на нашата мобилна комуникација, и уште повеќе самите ни укажаа дека целото движење ни го контролираат преку лоцирањето на мобилните телефони и во секој момент знаат каде сме и што правиме. А сето се разбира во правец на нивните финални притисоци да се откажиме од фабриката, која е нивна крајна цел. Веројатно беа несвесни дека се во овој еден ден јавно ќе се открие и ќе предизвика и внимание на медиумите.
Во моментов, заради осетливоста на оваа тема и по совет на нашите правни застапници, не смеам да презентирам дополнителни детали, освен да кажам дека сето ова до последен најситен детал е пријавено на институциите на прогонот, како и многу други тешки криминали споени заедно во овој предмет, за кои веќе има потегнато конкретни активности од страна на институциите според информациите кои ги имам. Кратко за нашиот случај можам да кажам дека фактички летото 2013 требаше да представува финишот на повеќе годишното финансиско истоштување, како што впрочем со сите тие 50 на фирми беше случај, на нашите две фирми, SMT Corp, застапништво на Балканот на една од најголемите американски хемиски компании и фабриката Јадран Готино Фудс, каде начело со Суза Димова Тунтева и нашиот екс-менаџер Небојша Стојановиќ успеваат за целиот тој период да извлечат повеќе од 2 милиона евра од нашите бизниси, според наши последни сознанија и информации, со цел финансиски да не урнат и да го оспорат работењето на фабриката до степен на блокирање, а кои 2 милиона евра сега ги контролира Суза Димовска Тунтева, на повеќе сметки од кои дели во странство. Ова е остварено и преку неколку различни финансиски измами, меѓу кои и факторингот, за кој со вештачење докажавме дека се работи за измама само во нашиот случај повеќе од пола милион евра. И сето ова ќе останеше како изолиран случај, доколку самите учесници во овој криминал со план да ме заплашат, не ми укажуваа кој се стои позади нив и што се веќе имаат сторено, кои фирми се нивни и како ги имаат превземано. Па да не правам отпор и да се сложам тек така со од мене украдените пари да ми ја откупат хипотеката на фабриката. Значи, обезвреднета од вредност колку тие во Тутунска банка ја проценија на 5,5 милиони евра, па да ја земат за 1,3, односно за 1,75 милиони евра откупувајќи ја хипотеката. Сакам преку вас, медиумите, да се обратам до институциите на прогонот со кои еве неполни 2 години соработуваме по оваа основа на овој огромен случај, а овде прво и би додал и една стандардна реакција од страна на оваа огромна криминална тајкунска организација, после секое наше излегување во јавност, до толку се самоуверени што буквално ни праќаат емисари кои што ни соопштуваат: еве и сега излеговте и што? Ништо не се случи и ниту ќе се случи. Со што само си ја продолжувате агонијата, а секако на крај ќе мора да ја дадете фабриката само со огромни жртви. Ние знаеме дека истрагата се движи, па секако дека сега веќе после толку време и очекуваме и разврска. И уште повеќе да побараме да се најде законска основа токму овие вака криминално превземани фабрики и фирми да се одземат од рацете на оваа огромна криминална тајкунска организација и да се најде модус како да се вратат на старите собственици. Јасно ни е дека не е можно за сите, ама барем за оние за кои е можно. Оттаму, од институциите очекуваме и одговори во овој правец на се што наведов, а во врска со сивиот случај бараме истрагата да утврди кои се го прислушкувале од бизнис секторот и кој колку време бил прислушкуван, како и кој е директно одговорен за се во ова. Најпрецизно каква е релацијата меѓу оваа тајкунска криминална организација и ако постои некој друг кој стои позади се во ова и што се заедно постигнале. За колку така организирано и системски поставени ја оштетиле Македонија, економијата и бизнисмените, што секако е во стотици милиони евра и е рамно на велепредавство, гледајќи на економијата низ призма на националните интереси. Исто бараме и најбрза реакција од институциите за враќање на од нас одземените 2 милиони евра, кои се сега под контрола на Суза Димова Тунтева. Ако не ја знаете, тој е последниот директор на Радо банка, а сега собственик на финансиското криминално друштво Фактор Труст. Сакам да ги охрабрам и МВР и сите други, после веќе нецели 2 години после првата наша пријава, а следеа многу други, најсилно да се постават во правец на разбивање
најпрво на директните извршители и јуришници на оваа огромна криминална тајкунска организација, со што ќе се обезбедат услови без дополнителни притисоци кои ние ги живееме секојдневно, а исто така без дополнителни притисоци врз институциите од нивна страна, да може прецизно да се процесуира и финално да се разбие оваа огромна криминална тајкунска организација. Со ова сум убеден дека ќе се победи ова зло кое системски со години се надвиснувало се повеќе и повеќе и ги разорувало буквално и порите на институциите, и порите на економијата и се друго во Македонија. Ова е причината зошто се обраќаме до вас како медиуми, со цел да ја откриеме и оваа димензија, оваа мега афера за прислушкување.